И точно време е накратко да го напуштиме нашето студио, да ја поздравиме нашата колешка Ирена и да чуеме што ново и многу интересно таа има со нас да сподели. За многу години Божи, Иренче, срекни празници и многу убави денови да има пред нас заедно со нас, со нашите колеги, колешки и со многобројното семејство на гледачи. Така е. Добро утро, Сузе, до тебе. Добро утро, почитувани. Нека е за многу години. Божик, здрави, живи и благословени сите. Еве и денес ни падна веќе и првиот снег за оваа година. Надвор, не знам дали вие знаете, тама во телевизија, меѓутоа снежи, веќе првите снеголки полека паѓаат. Ние ова утро се јавуваме од Музеот на Македонија, каде што веќе од 25 декември е поставена изложбата Димитар Кондовски и македонските бајки. Преубава поставка, која што ќе се случува, односно ќе биде поставена овде во Музеот на Македонија се до крајот на февруари. Ова утро, од лице место од Музеот на Македонија, разговараме со Јасминка Намичева, која што е кустос советник. Господјо Намичева, добро ви утро. Ви благодарам што овозможивте. Благодарност голема и до Музеот на Македонија кој што ги отвори портите за нашата екипа порано, иако работното време од 9 часот. Ние сме веќе од 8 часот овде. Она што е повод за вклучувањето линковско е ова што е позади нас, ова преубава поставка на дела Димитар Кондовски и македонските бајки. Што се посетителите може да видат на оваа изложба? Добро утро и честитки еве до сите гледачи за овие празници. Поставката, односно оваа изложба, беше поставена со илустрации од бајките кои што Димитар Кондовски ги има илустрирано во 1986 година, односно тој ги илустрирал 82 до 84 година, а овие бајки се во издание на Детска радост и се отпечатени како петојазично издание на сите јазици од тогашната Југославија. Инаку, тоа што е значајно за оваа изложба е дека овдека се поставени 82 илустрации, оригинални цртежи од Кондовски, само 10 илустрации недостасуваат, бидејќи тие се изгубени во текот на печатењето во 86 година. Оваа едиција представува еден капитал на македонската уметност, затоа што преку цртежите кои што Кондовски ги изработил, тој всушност го прикажува македонскиот бит, прикажува една богата галерија на традиционален костим. И не само на традиционален костим. Најчесто сакаме да кажеме дека ова е извонреден еден учебник на историја на архитектура, учебник на историја на костим. Бидејќи таму каде што еве јунаците на овие бајки, кои што морам да напоменам дека се работени врз текстовите на Шапкарев и на Цепенков, воглавном на Цепенков, се богато рашетани низ целиот свет. Значи, јунаците се наоѓаат во секакви ситуации, во секакви амбиенти и токму тоа многу сликовито, многу убаво Кондовски го има илустрирано и представено на најмладата публика. Овие дела од Кондовски илустрации веќе ги имаше беа издадени во издание на Детска радост. Така е. Значи, првото издание од 6 бајки било 86 година издадено. Меѓутоа, препечат е направен во 92 година, кога била додадена само бајката за Силјан Штркот, така што повозрасните гледачи сигурно се сеќаваат на оние джиновски сликовници. Тоа е токму таа едиција, која што ете 92 година била реиздадена.
Напоменаме дека оваа изложба е поставена до крајот на февруар овде во Музеот на Македонија и е по идеја на неговата почината веќе сопруга Хилда Кондовска, така? Токму така, значи Хилда Кондовска покрај тоа што грижливо ги чуваше не само овие илустрации, туку сите дела и скици и цртежи на Кондовски, всушност таја беше неговиот добар дух. Колку уметникот, откако ќе го заврши своето едно одредено дело, всушност понатаму и заборавал на тоа дело, сепак Хилда зад него сите скици, сите записи, белешки, сето тоа грижливо складирала и чувала, и токму затоа оваа колекција, која што е собственост на семејството Кондовски, е волку добро сочувана и секако представува еден огромен капитал на македонската уметност, представува значајно културно наследство, кое што еве, повторно ќе кажам, благодарение на Хилдегард, еве ние имаме можност денеска да го видиме очи во очи. Кажавте дека оваа колекција е собственост на семејството, не се продава, меѓутоа има каталог од сите овие слики кои што сепак може љубителите на уметноста да си ги купат и да си ги имаат во своите домови, така? Токму така, Музеот на Македонија со помош на Министерството за култура издаде еден обсежен каталог со сите 82 илустрации и граѓаните имаат убава можност и во своите домови да ги поседуваат повторно. На некој начин ова е еден нов репринт на сите тие бајки кои што 92 година биле отпечатени во едно збирно издание. Господина Мичева, би сакала да искористам оваа прилика, кога зборуваме за доајенот на македонската уметност Димитар Кондовски. Не можам а да не ве прашам, покрај овие македонски бајки, покрај овие илустрации, што се сликал, што се творел Димитар Кондовски? Творештвото на Кондовски е страшно многу големо, значи еден огромен корпус на дела, секако оние дела по кои што тој е најмногу познат, се тие што честопати ги гледаме во Националната галерија или пак на ретроспективните изложби, но она што исто така е многу значајно се илустрациите кои што Кондовски ги работел уште во раните 60-ти години заедно со Цицо Поповиќ, заедно со уште неколку врвни тогаш млади уметници, како илустрации за корици, најмногу за лектирните изданија, кои што биле тогаш во 60-тите години печатени и многу популарни, но исто така тој е автор и на многу илустрации, на многу цртежи кои што биле во ТВ куќите како сериски едни изданија за детски серии. Кондовски работел многу сценографии, така што имаме мноштво негови плакати авторски, имаме еден огромен опус на портрети кои што ги направил на своите уметници. Ние впрочем правевме една голема изложба во Македонскиот народен театар пред 9 години, која што беше наречена Уметникот за уметниците, токму со портрети на Кондовски, кој што ги работел на Петре Прличко, Ана Липшатофовиќ и на една голема Чоревски, една голема плејада на уметници кои што биле негови современици.
Јас позади вас го гледам токму тој портрет. Во Вестите култура ќе го видат и гледачите. Портретот на Ана Липша Тофовиќ. Ми кажавте пред да се вклучиме дека тој портрет важи како Мона Лиза во македонската уметност. Така се вреднува. Така. Ние така сакаме да го нарекуваме, затоа што е навистина брилјантен еден портрет. Тој е собственост и секојдневно може да се види во Македонскиот народен театар, во нивната збирка, како што е исто така и портретот на Петре Прличко, така што тоа се едни извонредни портретни дела на Кондовски. Господјо Намичева, многу ви благодарам што ова утро бевте заедно со нас во ова линковско вклучување од Музеот на Македонија. Ние почитувани се одјавуваме од овде, од лице место каде што е поставена изложбата Димитар Кондовски и македонските бајки. Повелете, музеот работи секој работен ден, освен понеделник, од 9 часот до 17. Повелете, посетете ја, ова е навистина преубава изложба, има, верувајте, што да се види. Студио? Да. Ти благодарам многу, ова беше навистина одлична информација во духот на празниците да посетиме изложба на еден таков грандиозен сликар каков што беше Димитар Кондовски. Голем поздрав до тебе, Иренче.